Студент по ветерина заглавен во руската престолнина без надеж дека наскоро ќе се врати дома. Македонецот Димитар Пивковски разочаран од односот на ВД амбасадорката во Русија. Вели ниту го исконтактирале кога имало хуманитарни летови за Македонија, ниту пак сега се обиделе да го извлечат од таму. Оставен да се снаоѓа сам, прашува дали во некоја друга земја во светот работат дипломати кои не се грижат за своите граѓани. Мене не ме контактира воопшто. Ги контактирале преку мејл и телефон, колку што разбрав од други студенти. Јас не добивав никаква информација, при тоа тие има мои контакти, уште од минатата година. Не знам во други земји да има ваков однос кон своите граѓани од амбасадите. Плюс, јас ги контактирав другите амбасади на балканските земји, во кои што имаше прекрасен однос кон мене и ги добив сите информации што ми треба. Например, Бугарија организира често чартер ворени летови назад, но не секогаш има место на тие летови да се иде. Димитар е исплашен дали навреме ќе замине од Русија, оти престојот му е ограничен, а финансиите при крај. Вели животот во Москва е скап, а и сместувањето наскоро ќе треба да го напушти. Ако надлежните не му помогнат, ќе заврши на улица. И Москва е доста скап град и на своја сметка е доста тешко да живееш. Плюс сега немам никаква можност за работа. Обвинува дека наместо да му помогне македонската амбасадорка во ек на корона со сопругот се сонча на плажа во Сочи, зашто најдовме и фотографија објавена вчера на социјалните мрежи. Одговор за проблемот на Димитар се обидовме да добиеме од ВД амбасадорката во Москва Оливера Димовска, но таму денеска никој не одговори на нашите повици. На вебсајтот на амбасадата пак пишува оти со странки работеле само од понеделник до петок. Ова не е прв пат македонци да се жалат од односот на амбасадорката во Русија. Пред 2 месеци Алфа објави историја за македонски граѓанин заглавен во главниот град на Узбекистан Ташкент, кој преку македонската амбасада во Русија се обидел да најде излез за дома. И не му било речено да се снајде сам, оти надлежните немале начин како да му помогнат да стигне до Москва.